Повторно ќе го земеме шаблонот за прав агол, бидејќи сега ќе ги споредуваме триаголниците кои се рамнокраки и разнострани, меѓутоа кои што можат да имаат еден внатрешен агол кој е прав агол. Во овој случај, аголот што е тука, меѓу двата краци, е прав агол. Да провериме со шаблонот. За ваквиот триаголник, кој во внатрешниот дел има еден прав агол, велиме дека е правоаголен триаголник. Овој правоаголен триаголник е рамнокрак, бидејќи двата краци на триаголникот се еднакви по должина и имаме основа која е различна по должина. Да го погледнеме и овој триаголник, кој што во внатрешноста има еден прав агол и на кој што сите три страни се различни по должина. Овој триаголник го нарекуваме разностран правоаголен триаголник. И остануваат уште триаголниците, кои што во внатрешноста имаат агол кој е поголем од правиот агол. Да измериме со шаблонот. Внатрешниот агол на овој разностран триаголник е поголем од правиот агол, односно тоа е тапагол и затоа триаголникот го носи името тапоаголен триаголник според аглите што ги има. Да го видиме и следниот пример. Овој рамнокрак триаголник, на кој што двата краци се еднакви по должина, е исто така тапоаголен триаголник, бидејќи еден од внатрешните агли е поголем од правиот агол и сочинува тап агол. И сега добро да ги разгледаме триаголниците, да ги именуваме, да ги означиме нивните страни и да ги воочиме нивните агли. Равностраниот триаголник има три страни еднакви по должина и бидејќи се еднакви по должина, нив можеме да ги означуваме со иста буква. Ако должината на оваа страна ја означиме со А, тогаш и оваа ќе биде А, бидејќи е со иста должина, и оваа ќе биде А, бидејќи и таа е со иста должина. Што значи? Иста должина, иста буква. Темињата ги означуваме како А, Б, С. Како ќе ги обележиме страните кај рамнокраките триаголници? И бидејќи кај сите три триаголници, кај правоаголниот, да го означиме правиот агол, за да знаеме дека е ова правоаголниот триаголник, кај правоаголниот триаголник, кај остроаголниот триаголник и тапоаголниот триаголник, по две страни се еднакви по должина, додека третата се разликува по должината и неја ја нарекуваме основа. Неја ќе ја означиме со буквата А. А додека двете страни кои се еднакви по должина ќе ги означиме со буквата Б. Ако оваа страна е Б, тогаш Б ќе биде и оваа, бидејќи е иста по должина. Ако ова е Б, и ова ќе биде Б. И ако ова е Б, и ова ќе биде Б. Именувањето останува како кај другите триаголници, секој е теме со своја буква. Нека биде ова триаголникот АБЦ. И остануваат уште разностраните триаголници, односно триаголниците кај кои сите три страни се различни по должина. И ако имаме три различни должини, тогаш ќе ни требаат три различни букви за да ги означиме истите. Ако ова е правоаголен триаголник, да го означиме правиот агол со символот за прав агол, и бидејќи сите страни во овој триаголник се различни по должина, ќе ги означиме со различна буква. Одиме. Ако ова е А страната, ова ќе биде Б, ова ќе биде С. Или,
на следниот триаголник. Ако ова е страната А, ова ќе биде Б, ова ќе биде С. И уште еднаш, ако е ова страната А, ова ќе биде Б, ова ќе биде С. Меѓутоа, нешто што е карактеристично за овој триаголник и треба да го запомниме е дека при запишувањето на страните најпрво треба да ги запишеме темињата, односно теме А, теме Б, теме С. Запишувањето на имињата на страните оди по правилото. Спроти темето А доаѓа страната А. Спроти темето Б доаѓа страната Б. И спроти темето С доаѓа страната С. А сега да ги повториме стекнатите знаења за триаголниците. Ке започнеме со равностраниот триаголник, односно триаголникот на кој сите три страни се еднакви по должина, а сите три агли се остри, што значи имаме равностран остроаголен триаголник. Следниот ќе биде равнокрак. Еве го тука. Каде двата краци се еднакви по должина, основата е пократка, меѓутоа сите три агли се остри, што значи имаме равнокрак остроаголен триаголник. И ни останува уште триаголникот на кој сите три агли се остри, меѓутоа сите три страни се различни по должина, односно го имаме разностраниот остроаголен триаголник. Од правоаголните триаголници имаме правоаголен рамнокрак и правоаголен разностран. Да видиме како изгледаат. Ова е правоаголниот рамнокрак триаголник и правоаголниот разностран триаголник. И остануваат уште тапоаголните триаголници, тапоаголен рамнокрак триаголник и тапоаголен разностран триаголник. А сега да направиме кратка рекапитулација на поимите со кои се запознавме во видеото. Триаголникот е рамнинска геометриска фигура која има три страни, три темиња и три агли. Според страните, триаголникот може да биде равностран, рамнокрак или разностран. Според аглите, триаголникот може да биде остроаголен, правоаголен или тапоаголен. Новите знаења ќе можете да ги утврдите со решавање на работниот лист кој е поставен на нашата страница. И доколку сакате креативно да размислувате, еве една задача која ќе развие интересната дискусија. Обидете се да нацртате триаголник со два прави агли. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме за вниманието.